Ήρθε η ώρα να μάθουμε την αλήθεια. Дојде време да се дознае вистината. Ципрас со нов видеоспот наменет за граѓаните на Грција. Не само 2 дена од ратификација на преспанскиот договор во парламентот во Атина, грчкиот премиер на својот Facebook профил објави видео со кое ги објаснува фактите од спогодбата од Преспа. Вели, во време кога 140 земји ги признаа соседите под уставното име, тие го сменија името во Северна Македонија. Си ја вративме назад нашата историја. Нивниот јазик е словенски, а ние признаваме државјанство, не националност. Παίρνουμε πίσω την ιστορία μας. Ја земаме назад нашата историја. Со тоа е постигната нашата 25 годишна позиција за име со географска одредница Ерга Омнес. Нашите соседи го разделуваат својот идентитет, признавајќи дека нивниот јазик е словенски и дека нивната цивилизација нема никаква врска со нашето античко наследство. Со Преспанскиот договор ние го признаваме државјанството, а не националностите кои го сочинуваат. Несоодветните извештаи и иредентизмот се отстранети од учебниците и мињата на спомениците, инфраструктурата и јавните простори се менуваат. Отстрането и сонцето од 16 скраци на Вергина и неговата употреба поминува исклучиво во Грција. Во грчкиот парламент денеска веќе втор ден на комисиска расправа се разгледува нацрт законот со кој ќе се ратификува договорот. Тензија и преперки направи екс-министерот за одбрана Каменос, кој од позиција како да преминува во опозиција, па ја нападна владата и алтернативниот министер за надворешни работи. Жестоката расправа во комисијата овие 2 дена не запира. Вчера неколку пратеници ги напуштија нивните пратенички групи, пошто председателот на комисијата Костас Дозинас направи пауза за да се смират страстите. Од утре договорот влегува на пленарна седница, а ратификацијата ќе заврши во четврток вечер најдоцна до полноќ со гласање. За сега Ципрас има 153 пратеници кои ќе кренат рака, 145 од Сириза, 20 од независни грци, 4 од Потами, вклучувајќи го и нивниот лидер. За ќе гласа и председателот на Демократска левица Танасис Теохаропулос, кој што откако објави дека го поддржува договорот го избриша од пратеничката група на Движење на промена и независната пратеничка Папакоста.